ја сака Македонија повеќе од се. Неизмерно верувам во нејзиното скорешно ослободување. Сметам само на нашите собствени сили. Кога се обидуваме да го видиме во историскиот пейзаж портретот на Владислав Ковачев, се формираат пред нашите очи, во нашиот хоризонт, 4 елементи што ја создадува неговата судбинска слика. Тоа е историјата, политиката, уметноста и смрт. Представете се. Јас сум Анастасија Размова Ковачева. Супруга сум на починатиот Владислав Славчо Ковачев. Тој беше револуционер и македонски општественик. Беше федералист, но никогаш комунист. Го ликвидираа затоа што се бореше за слободна и независна Македонија. Владислав Ковачев е роден на 5 јануари 1875 година во Штип, во средина на познатото револуционерно и учено семејство Ковачеви. Татко му Михаил Ковачев бил учител, раководител на Штипскиот револуционерен комитет и учесник во Илинденското востание, а неговиот чичко Јосиф Ковачев е познат педагог и општественик, кој го основал првото машко педагошко училиште во Штип во 1869 година. Мајка му Елена исто така била од Штип. Покрај него таа родила уште 8 деца, или вкупно 8 машки и 1 женско: Владислав, Владимир, Јосиф, Јордан, Андон, Александар, Георги, Иван и Катија. Владислав е роден како брат близнак со Владимир Ковачев, талентиран поет, кој починал мошне млад на 35 годишна возраст во 1910 година, воспевувајќи ја во своите патриотски и револуционерни песни борбата на македонецот за самостоен и слободен живот. Само неколку месеци по неговото раѓање, татко му бил назначен за учител во Скопје, каде што Владислав ќе помине еден дел од детството. Обвинет од турските власти за револуционерна дејност, татко му бил принуден да емигрира во Бугарија заедно со своето семејство. Владислав Славчо Ковачев е истакнат македонски револуционер, офицер, војвода, илинденец, учесник е во Балканските војни и во Првата светска војна, а по нејзиното завршување работи како адвокат, судија, плоден журналист, истакнат публицист, идеолог и раководител на привремената комисија на македонската емиграција, на Македонската емигрантска федеративна организација и на Илинденската организација. Тој потекнува од истакнато револуционерно патриотско штипско семејство Ковачеви, кај кое што верата, книгата и патриотизмот биле и останале како основни постулати на сите животни нивни вредности. Во мојата научно-истражувачка работа, навистина не сум сретнал таков македонски деец, таква личност, со целосно беше посветен на борбата за ослободување на Македонија, таков истраен борец и визионер за создавање на денешна самостојна суверена република Македонија. Тоа на некој начин се гледа и од изјавата на неговата ќерка, која што имав можност во 1992 година да ја запознам во Софија, Евгенија Ковачева, која што за својот татко вели дека целиот свој живот мојот татко се бореше за извојување на својата интимна мечта, слободата на Македонија. Славчо Ковачев е еден од
најзначајните, веројатно, македонски интелектуалци, вклучени во македонското ослободително движење, кој е непосредно учесник во борбите до ниво на војвода на Чета во два периоди, а покрај тоа е интелектуалец кој што има завршено правни студии, докторски студии во Париз, правните студии, докторските во Брисел, кој што се занимава со новинарство, со публицистика и ги има во центарот на неговото внимание македонските теми. И фактички може да се каже дека покрај семејството он е на прво место оддаден кон македонското дело. Во историјата се обиде да го пронајде своето место, бидејќи беше соговорник на најголемите визионери и на најголемите љубовници на тој историски идеал. Тие што освен Македонија немаа ништо, да речеме како Гоце Делчев, како Сарафов, како Димо Хаджидимов, како Петар Попарсов. И тој свати дека прашањето не е само идеалот во историјата, туку и неговата реализација. И се обиде Владислав Ковачев да ја пронајде таа правна рамка на својот ангажман. Секогаш и секаде ќе се чувствувам како македонец, гордејќи се на тоа символично име, без да го заборавам ниту за момент моето национално потекло. Секогаш ќе се трудам да го чувствувам близу чукањето на моето чисто македонско срце и да се огледам во мојата кристална македонска душа. Никогаш нема да заборавам дека македонското прашање ќе се реши само со заеднички усилби на македонските националности и балканските народи. Животниот пат на Славчо Ковачев ќе го однесе во Бугарија, во Софија. Тој таму завршува воено училиште и како помлад подпоручник тој се вклучува активно во национално-слободителното движење и како што подоцна ќе истакне Павел Шатев, исцело му се предаде на македонското револуционерно движење. Тргнувајќи од историјата кон политичката стварност, значи се одиме во вториот елемент на неговиот живот, ние ја гледаме таа идеја, таа заложба низ знаење, низ ерудиција да се совлада историскиот парадокс. Не верувам во интервенциите на големите сили. Ќе гледам на нашите сонародници и на сонародниците во соседните балкански држави како на мои браќа. Пет минути од деноноќието ќе го посветам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска совест и да се уверам дека не е ништо тоа што сум го сторил за неа. Неговата македонска патриотска свест посебно ќе дојде до израз при еден настан од 1900 година, кога тој ќе организира изведбата на представата Македонска крвава свадба од Војдан Чернодрински. Тој го обезбедил одржувањето на представата и со своите четници го забранил вмешувањето на врховистите и на бугарската полиција, кои што сакале да го спречат нејзиното одржување. Сега кога ја допираме темата уметност, тој сам по себе е уметничка судбина. Начинот да се истакне исто така дека сопруга на Владислав Ковачев е Анастасија Сијка Размова, таа е по потекло од Охрид. Начинот по тоа што таа ја играла улогата на Цвета во првата представа на македонската крвава свадба од Војдан Чернодрински. И со Анастасија Размова
подоцна Ковачева, која ќе стане љубов на неговиот живот. Тој се запознава во времето на подготовките на македонска крвава свадба, првата пиеса на македонски јазик од Војдан Чернодрински играна во Софија на 7 ноември 1900 година. После неколку години тие се венчале. Значено е што на свадбата нивна, куму им бил Борис Сарафов, бидејќи Владислав Ковачев беше секретар на Македоно-Одринскиот врховен комитет, каде што председател беше Борис Сарафов. Потоа кумови му биле Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Тома Давидов, а пајтонот го возел до напрестоел Цветко Трајков, еден од учесниците на солунските атентати. Само еден месец по свадбата, во средината на септември 1902 година, Славчо Ковачев со својата чета заминал за Македонија, каде заедно со четите на Христо Чернопеев и Крсто Асенов водел борби против врховистичките чети во Малешевијата за спречување на џумајското востание. Во бракот со Анастасија Размова ќе им се родат 3 ќерки: Евгенија во 1905 година, Маргарита во 1910 година, а неколку години подоцна Златка. Најмил мој, знај дека неизмерно не недостигаш на сите. Но сосема те поддржувам во твојата одлука, бидејќи знам колку ти значи татковината и неопходно е некој да се бори за незината слобода и автономија. Се потсетив на денот кога се заљуби во тебе. Премиерата на македонска крвава свадба беше долго очекувана од македонската емиграција во Софија и покрај забраната од бугарските власти. Се сеќаваш ли, миличок? Салата беше полна и ја гледаше представата без див. Ти гледаше само во мене, а јас го чувствував твојот поглед. Токму во моментот кога ја кажував репликата дека сум македонка од Македонија, бугарскиот насилник и терорист Хаљо се обиде да ја спречи представата. Стана и почна да вика на сиот глас дека сите сме бугари. Ти го фати загуша и го истера со клоци и шлаканици. Јунако мој, како да не те засакам? Во тој момент знаев дека ќе бидам вечно твоја. Во периодот од 1899 година до 1901 тој е секретар на Врховниот македонски Одрински комитет, чиј раководител по тоа време бил Борис Сарафов, а Славчо Ковачев бил одговорен за организирањето на револуционерните комитети во Македонија. Во таа атмосфера, која што постојано се зборуваше за ослободувањето на Македонија, каде што зборот Македонија превладуваше во сите тие разговори, една од неговите малолетни ќерки загрижено че го запраша: татко, зар ти ја сакаш Македонија повеќе од нас, од своите деца? Тоа на некој начин говори за вистинската личност на Владислав Ковачев. Он е значаен, например, во областа на неговата публицистичка работа, како интелектуалец, што ги поставува најјасно и најцелосно прашањата на Македонија, на борбата на македонскиот народ, на неговите интереси на една засебна почва. Тој се обиде во еден политички простор на Балканот да го види местото на Македонија и целата негова духовна, политичка и фамилиарна и семејна ситуација е врзана за неговиот лозунг дека ја сака Македонија повеќе од се. Во 1902 година тој ќе истапи против политиката на исполнителниот комитет и на генералот Цончев
И истата таа година тој ќе замине во Македонија, каде што заедно со војводата, струмичкиот војвода Христо Чернопеев и војводата Крсто Асенов, ќе се обиде и водел борби со бугарските врховисти за да го спречи предвременото кревање на џумајското востание. Година и нешто, че повеќе од година дена, тој делува во Штипско, Светиниколско и Кочанско, а на терен каде што го помага вооружувањето на македонското население, а во исто време и како главен иницијатор за некои покрупни револуционерни активности во тоа време. Со оглед на тоа што Владислав Ковачев завршил воено училиште, значи него воените техники му биле познати, тој по решението за дигањето на Илинденското востание, заедно со другите македонски дејци и војводи, тој активно се вклучува во подготовките и во одвивањето на Илинденското востание, како војвода пред се во Штипскиот округ, во Источна Македонија, каде што заедно со неговата чета и со неговиот соборец Борис Дрангов, учествувал во повеќе судири со турските чети, како што реков, во овој во источниот дел на Македонија. Наредната 1903 година, како една од најзначајните години во историјата на македонскиот народ, кога е донесена одлуката за кревање на Илинденското востание, тој стоел на позициите на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров, дека е рано за предвремено кревање на востанието, меѓутоа, тој во душата бил за кревање на востание. Таа 1903 пред кревањето на Илинденското востание, тој заминува во Македонија и делува како штипски војвода во Штипско и Кочанско, заедно со четата на војводата Крсто Българијата, а подоцна, кога почнало Илинденското востание, действува како штипски војвода во Кратовско, заедно со четата на војводата Атанас Бабата. По Илинденското востание, за да го надгради своето образование, тој студира правни науки во Париз од 1904 до 1909 година, а потоа во 1911 година завршува и докторат правни науки во Брисел заедно со познатиот македонски револуционерен и политички деец Павел Шатев. Во тоа растојание меѓу Брисел и Париз ќе ја одреди таа правна рамка на тоа да се верува дека Македонија ќе биде еден субјект во балканскиот политички контекст. И во тој домен тој доживеа едно големо разочарување, една форма на очај која не го ослободи од идеалот кој што беше неговото верују, нели, тој вели дека политичкото кредо, политичкото верују на македонците е дека ќе живеат во своја автономна држава како дел од европското семејство. Надоврзувајќи се на терминот македонци, Владислав Ковачев не само што го објаснува неговото дотогашно толкување, туку категорички му ја одредува и вистинската припадност. Што се однесува до терминот македонци, треба да се признае дека под тој термин досега сме подразбирале македонски бугари и како таков тој термин имал строг етнички карактер. А идејата за создавање самостојна Македонија, веќе прифатена од македонското население како државничка идеја, императивно бара на тој термин да му се даде национален карактер. И ние искрено сакаме македонското население длабоко да проникне од сознанието за својата припадност кон општата нација, најприфатливиот израз што ни го дава терминот македонци. Македонската емиграција, почнувајќи некаде од 10-11 година, ги спои македонското и бугарското прашање и сметаше дека македонското прашање е практично прашање на бугарската држава. Отиде на идејата во констелацијата на Балканскиот сојуз и на предбалканските војни, отиде на идејата дека со помош на бугарската армија, која што во рамките на балканските земји беше најсилна, ќе се ослободи Македонија и конечно ќе се припои, создавајќи една голема Бугарија, и дека на тој начин македонците ќе се приопштат или македонското население кон бугарската држава, со што би бил
решен проблемот. Почитувам председателе на бугарската влада. Ние, членовите на Линденската организација, со револт реагираме против политиката на бугарската влада во однос на подчинувањето на македонското прашање и дејноста на македонската емиграција за бугарски државни интереси. И ви даваме на знаење дека македонската емиграција треба еднаш за секогаш да биде третирана не како дел од бугарската држава, туку како независен политички елемент. Со почетокот на Балканските војни 1912 година, тој се вклучува во редовите на бугарската војска, како и многу македонци кои во тоа време се вклучиле некои во бугарската, некои во грчката, некои во српската армија, со надеж дека соседните држави ќе му помогнат на македонскиот народ и верувале во искрените нивни намери дека ќе се ослободи конечно Македонија од османлиската власт, меѓутоа западнале во замката всушност на соседните држави кои што се појавуваат како нови окупатори на македонскиот народ. По завршувањето на Првата светска војна, Владислав Ковачев, како адвокат, судија, новинар и публицист, заедно со дејците од левицата на внатрешната македонска револуционерна организација, активно се вклучил во политичкиот живот на македонската емиграција во Бугарија, односно во барањето нови патишта и методи за ослободување на Македонија, како и за заштитување на правата и слободите на македонскиот народ во трите дела на Македонија. Веднаш по војната, во 1919 година, Владислав Ковачев ќе издаде брошура под наслов Автономна Македонија, застанувајќи јасно и категорички зад идејата за создавање на автономна Македонија. Пишувана во предвечерието на Париската мировна конференција, исто како и Димо Хаџидимов во брошурата Назад кон автономијата, Владислав Ковачев во својата брошура ги анализира политичките околности по Првата светска војна, што се однесуваат на изнаоѓање најприфатливо решение за решавање на судбината, како што вели тој, на многу страдалната Македонија. Во предвечерието на Париската мировна конференција, јас веќе побарав од бугарската власт јасно и категоричко прифаќање на идејата за создавање на автономна Македонија, како одделна, самостојна, политичка единица во нејзините географски граници под гаранција на Лигата на народите. Апелирав до вас да ги задолжите бугарските делегати на Париската мировна конференција да се застапуваат за решавање на македонското прашање преку создавање на самостојна Македонија. Владислав Ковачев не само што е прв, туку е единствен македонски револуционерен деец кој што за прв пат пропагира, односно се залага за формирање на посебна национална македонска армија. Тој овој негов предлог ќе го истакне во повикот до македонските доблесни борци, така го насловува повикот, од октомври 1918 година, значи веднаш по Првата светска војна, каде што обраќајќи се до борците во Македонија и Одринско, тој вели дека борбата за ослободување на Македонија, борбата за создавање на посебна македонска држава не завршила со Првата светска војна и тој ги повикува своите соборци да формираат одделни македоно-одрински легиони кои што понатаму би прераснале во една моćна, силна македонска национална армија, која што ќе се придружи кон големите сили, значи на Сојузот, и ќе ја продолжи борбата за ослободување на Македонија и за создавање на посебна држава на Балканот. Давајќи му историски пресек на терминот Македонија, Владислав Ковачев јасно и категорички ќе го посочи неговото значење. Пред се, како ние, така и странскиот свет, терминот Македонија доскоро го третиравме како географски поим, кој ни малку не ја содржи во себе идејата за создавање политичка единица. Само во таков случај, терминот Македонија ќе го изгуби досегашното значење на географски поим, за да биде верен израз на идејата за создавање одделна држава, која уште пред да биде остварлива, фактички треба веќе да представува тело од телото и крв од крвта на самото македонско население, без разлика на вера и националност. Славчо Ковачев беше врв на тоа струење, дека Македонија не може да се разбери како дел од бугарските земји, дека Македонија е сама по себе и сама за себе, и во таа смисла прво е поставена синтагмата дека Македонија на македонците,
а не Македонија на Бугарија. Македонија, второ, не е бугарска земја, туку таа е своја земја на македонското население. Македонското прашање не е бугарско прашање, туку е прашање на сите што живеат во Македонија, што значи на македонското население, и дека принципот на автономија во суштина на таков начин стана политичко кредо или политичко верување на Славчо Ковачев и на неговата струја. Тамо пледира, се залага за создавање на посебна македонска држава на Балканот, за борбата на македонските дејци не застанала со Првата светска војна, дека нивната борба и понатаму продолжува, и на преден план во оваа брошура тој ја истакнува желбата на македонското население, како што вели тој, за создавање на посебна, одделна политичка единица на Балканот во рамките на природните и етнографските граници. Почитувам председателя на бугарската влада. Знаете дека и покрај вашата политика на гробокопачи на македонската кауза, покрај големата неправда што ни беше сторена нас, македонците, со поделбата на Македонија од страна на нејзините алчни соседи, сепак, нашата судбина е во наши, а не во ваши раце. Ние ќе најдеме сила и верба само во нашата еднодушност, за да ја продолжиме повторно борбата за извојување човечки правдини, какви што може да ни ги гарантира само една самостојна Македонија. Владислав Ковачев уште како секретар на Македонско врховниот комитет бил и уредник на весникот Реформи, а по Првата светска војна, веќе како истакнат деец на македонските имигрантски сили и лидер на Македонската федеративна имигрантска организација, тој е редактор на весникот Автономна Македонија, излегувал тогаш во Софија, и каде што тој не само како уредник, тој се пројавува како автор на голем број статии, во кои на преден план поголеми статии ја разработува идејата за автономијата на Македонија. Понатамо тој жестоко се нафрлува на друштвото на народите во Женева, нерешевањето на македонското прашање. Потоа тој жестоко се нафрлува на српските власти во Вардарскиот дел на Македонија, посебно на нивните паравојни формации четнички, кои што го вршат злосторство над македонското население, и ред други прашања кои што се однесуваат најголемиот број за потребата од создавање на посебна македонска држава на Балканот. Со неуморната новинарска дејност, Владислав Ковачев се јавува и како дежурен коментатор, односно барометар на сите настани што се случувале на Балканот и во Европа, а кои се однесувале на Македонија и непосредно што биле поврзани со судбината на македонскиот народ. Тој мош незагрижено ги следел против македонските драконски мерки што ги преземале режимите на владите на кралството на србите, хрватите и словенците и на кралството Грција во асимилацијата и денационализацијата на македонскиот народ. Осудувајќи го режимот на воената окупација во Вардарскиот дел на Македонија, Владислав Ковачев на страниците на весникот Независна Македонија отворено ќе го повика македонскиот народ и од другата страна на границите со апелот: крајно време е македонската свест да се пројави во својата стихија и македонскиот народен избраник силно со богатиот маични јазик да ги искаже желбите и копнежите на македонскиот народ. Тој е уверен дека балканските народи ќе ги осознаат своите заеднички регионални интереси на балканско ниво и дека напредните сили кога ќе го совладат шовинизмот на егоистичките династии на Србија, на Бугарија и на Грција, ќе тргнат кон интеграција во облик на една балканска федерација или балканска конфедерација. Тоа значи една заедница во економска смисла, па и во политичка смисла, која што ќе ги предпостави балканските земји како посебни политички единици, како посебни државни политички единици во рамките на таа балканска конфедерација, во која што Македонија ја замислува како равноправен дел, посебен.
Развивајќи автономната идеја, Владислав Ковачев меѓу првите не само што ги употребувал, туку единствено и си дозволил да проговори и теориски да ги разработи термините Македонија, македонци, македонски народ, македонско население, како и лозунгот Македонија на македонците. Ковачев ќе подлече. Лозунгот Македонија на македонците предпоставува дека неговите идеолози и приврзаници се вдахновени од јасната и категорична смисла на терминот Македонија и македонци, кои не прават од нив фикција, туку се сметаат како верна и целосна карактеристика на нивното политичко барање, создавање самостојна Македонија. Тој можеше во тоа време да верува, како сите светски идеалисти, дека создавајќи едно поле на ерудиција, тој ќе се обиде да ја разбере историјата во која живее, времето во која живее. Тоа не се случи. Бидејќи, како што вели Наполеон, историјата е голема измама и можат да ја разберат само оние кои ќе ја оспорат. Тој е автор на една брошура која веднаш ќе биде забранета од бугарските власти под наслов Корупцијата, спекулацијата и општествениот морал, каде што тамо жестоко се нафрлува на однесувањето на корупцијата што ја прават бугарските политички партии, и затоа тај веднаш беше забранета. И се разбира неговиот, може да се каже, најголем ракопис под наслов Политичкото верује на македонците, кој што во тој ракопис тој ги разработува потребата на таа идна македонска држава на Балканот, го разработува политичкиот катахизис на македонските федералисти, тој исто така е еден автор на катехизисот на македонските федералисти, кој што главно мото, главно политичко кредо на тој политички катехизис е, како што тој самиот вели во овој ракопис, ја сака Македонија повеќе од се. Преку употребата на овие македонски термини, Владислав Ковачев всушност ја истакнуваше посебноста на македонскиот народ, заговарајќи го истовреме и принципот на неговото самоопределување, односно како што самиот тој вели. Создавањето самостојна Македонија е строго државничка идеја и како таква, таа решително ја отфрла и најмалата илузија за роднинските врски и за културното единство на кој да е дел од македонското население со неговите сонародници во соседните балкански држави. Практично Славчо Ковачев уште 22 година, 23-та, ја замислува Македонија како Швајцарија на Балканот на некој начин. На таков начин, практично околните држави ќе немаат спротивставени интереси за распокинување на Македонија, туку Македонија како една засебна единица во една Балканска федерација ќе ги помири интересите на народностите на целиот Балкан. Никогаш нема да дигнам рака на мојот идеен противник, туку ќе се стремам да го придобијам за федеративната идеја преку перото и зборот. Зад него практично застануваат големи бројни структури во емиграцијата. Таа станува доста масовна, особено во младите генерации. Понатаму борбената илинденска организација целосно стои зад таквите идеи и тоа дава за право да се изнедри, да се искристализира од македонската емиграција во Бугарија една посебна организација, МЕФО или Македонска емигрантска федеративна организација, и таа се формира на тој начин. На таков начин таа се јавува како конкурентна организација на автономистичката ВМРО или на Александровата ВМРО. Владислав Ковачев најостро ќе реагира и против братоубиствата во организацијата. Во името на штипската колонија во Софија, тој упатил писмо, декларација до Тодор Александров во која апелирал да престанат еднаш за секогаш прогонувањата и братоубиствата меѓу нашите сограѓани, укажувајќи му дека ние треба нашите заеднички и сложни усилби да ги насочиме за спасување на нашата татковина од нејзините денешни поробувачи. Бидејќи Тодор Александров тргна кон идејата на независна Македонија во 24 година. Извршено е убиството на Тодор Александров, за тоа убиство стои бугарската држава,
Тодор Александров веќе стана неупотреблив за бугарската политика, значи веќе не е инструмент на бугарските власти и на тој начин процени дека е подобро да биде убиен, а после како икона, после тоа со обвинувањето на левицата дека стои зад убиството на Тодор Александров, да се крени како икона и да се поништи целата левица. Со тоа убиство започнува една општа акција, поттикната од бугарските држави и посредувана преку Иван Михајлов, да се убијат и оние кои што практично не се фатиле за пиштол или за кама. Историски е покажано дека Ванчо Михајлов бил практично соработник на војното разузнавање 2-3 години претходно и дека е близок со бугарските воени кругови и со бугарските полициски кругови. По историјата, политиката и уметноста доаѓаме во просторот на смртта, бидејќи тој иманентно со својата судбина ја одредува таа трансверзала на неговиот живот. На 13 септември 1924 година, една од најтрагичните години во македонската историја, тој е убиен од професионалниот убиец Мирчо Кикиритков, кој што е повикан од Ванчо Михајлов и во штипскиот диалект му вика ќе го смамели. И вика кого? Па Славчо вика Ковач. А за шо вика? Шо е он? Вика предавник. Е сега кога ќе кажи наредбодателот предавник, веќе терористот не испрашува натаму. Мирчо Кикиритков, обвинет сте за убиството на Владислав Славчо Ковачев. Од Врховниот комитет пристигна наредба дека треба да се убие Славчо Ковачев. Задачата ми беше доделена мене. Не знаев ниту кој е тој, ниту како изгледа, ниту зошто требаше да го убијам. Живееше на улицата Цар Борис проти Романската црква. Седна во кафеаната на улицата и ја чекав жртвата. Едно време се појави еден човек кој одеше кон куќата на Ковачев. Бев во недоумица дали е тоа човекот што требаше да го убијам. Карактеристично е што при убиството на Владислав Ковачев, кога тој ден, значи на 13 септември, се прибирал дома, а убиецот го прател, кога тој влегол во дворот на куќата, му притрчале неговите две малолетни черки, другата била постара, Евгенија Ковачева, таа веќе студирала во Париз, и извикала татко. Тоа го издаде. Му се приближив од зад грб и 3 пати пукав. Падна како покосен. И тоа не беше се. Се приближив и испукав уште 3 куршуми. Ова го пишува самиот убиец Мирчо Кикиритков во неговите спомени, кои што јас ги објавив пред неколку години, кој што самиот вели дека ја извршил наредбата од организацијата, сметаше дека Владислав Ковачев, така му било кажано, дека тој е непријател на македонското дело. Тоа се случува пред црквата Света Троица во Софија, во време во кое што веќе е одреден на некој начин историскиот слоган на Macedonischet Zustände, на македонски состојби, состојби во кои не се знае кој кого убива и во чие име. Одреден е тој историски арсенал на Ангел Динев, кој што ја напиша подоцна книгата Политичките убиства во македонската историја, знаејќи дека Владислав Ковачев до последен миг во својот живот сакал да ги објасни тие прашања на историјата, на политиката, на човекот како политичко животно, на уметноста како ослободувачка енергија на човештвото и на својата смрт со која тој се збогува од животот и од своите најблиски. Неговите 3 ќерки, Евгенија, Маргарита и Златка, кои што беа во тоа љубовно гнездо еден вид на музички резонанс. Едната од нив стана и пианистка
И во нивниот дом се слушаа големите светски композитори од Шопен до Лист, до Чајковски. И нивниот живот на тоа семејство, во кое што мајката беше првата цвета, во првата драма на македонски јазик, и трите ќерки кои веруваа дека ерудицијата на нивниот татко ќе биде тој спасоносен чин на нивното право да живеат, како што велеше тој во својата книга Автономна Македонија, во Македонија како дел на Балканската федерација или на Балканската државно-политичка стварност, тоа не се случи. Судењето на Мирчо Кикиритков поминува во една, така да се каже, импровизација на судот бугарски, каде што извршителот е осуден на минимална казна, а воопшто тој не ја ниту одлежува, туку е пуштен на слобода. Ниедна држава не може за убиство на судија, на граѓанин, прво на државјанин на Бугарија, кој што покрај другото и судија на Софискиот суд или на еден од судовите, да биде убиен на таков начин, а да нема казна за извршителот. Навистина, крвав настана од оваа наша македонска крвава епопеја. До октомври 1992 година, на местото на убиството на улицата Кнез Борис, на оградата од Романската црква Света Троица во Софија, стоеше мермерна плоча на која пишуваше: тука падна убиен на 13.9.1924 година Владислав Славчо Михајлов Ковачев, роден на 5.1.1875 година во градот Штип, штипски војвода во Линденското востание од 1903 година. А на централните гробишта во Софија, над неговиот гроб, уште стои плоча со надпис: доктор Владислав Славчо Ковачев, роден во град Скопје 5.1.1875 година. Загино наемни убијци на 13.9.1924 година. Градски судија, резервен подполковник, носител на 3 ордени за храброст, пламенен борец за слободата на Македонија и линденец, сопругата Сија. На 13 септември 1924 година замине насила истргнат од нашите преградки Славчо. Еден од преданите синови на робска Македонија. Се чувствува празнина за безстрашниот Славчо, кој секогаш и насекаде безпоштедно ги осудуваше братоубиствата како пакосни и судбоносни за делото. Затоа што беше фанатично убеден дека само во сплотеност и обединување на сите расположливи сили ќе се реализира идеалот за слободна, независна Македонија. Ја сакам Македонија повеќе од се. Секогаш и секаде ќе се чувствувам како македонец, гордејќи се на тоа символично име, без да го заборавам ниту за момент моето национално потекло. 5 минути од деноноќието ќе го посветам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска совест и да се уверам дека не е ништо тоа што сум го сторил за неа.